Почитувани, денеска сме тука на пазарот во Долно Којнаре, каде што имавме можност да поразговараме со поголема група на граѓани и да ја представиме нашата програма во делот на нашиот председателски кандидат Максим Димитриевски, но и да ја представиме нашата програма и нашите кандидати за пратеници во делот на парламентарните избори. Од онаа што имавме можност да го слушнеме од граѓаните, сите сте едногласни во нивното размислување, а тоа е дека е дојдено време за промени во Македонија. Би сакал накратко да представам и дел од нашата програма Проглас за достоинствена Македонија. Ние на пензионерите им нудиме поквалитетен и подобар живот во нареден период. Предвидуваме покачување на земјоделската пензија за 30%. Предвидуваме покачување и на социјалната пензија за 30% исто така. Во делот на останатите пензии предвидуваме и 13-та пензија за сите пензионери. Предвидуваме покачување на пензиите за пензионерите од прва категорија 20%, од втора категорија 15%, од трета категорија за 10% и од четврта категорија за 5%. Многумина ќе прашат како е ова изводливо. Па изводливо е. Во буџетот на Македонија секоја година има остаток од нереализирани капитални проекти. Тоа се останатите средства во буџетот кои што се користат за дополнителни разни намени со ребаланс на буџетот. Токму од тие средства ние ќе ги искористиме за покачување на пензиите и за 13-та достоинствена пензија за сите пензионери. Една од мерките кои ги предлага Движење Знам за наша Македонија е укинување на данокот на промет на недвижности при купување на имот, стан или куќа во кој ќе живее собственикот. Измени и дополнувања на Закон за даноци на имот се дел од нашата определба да воспоставиме праведен, ефикасен, транспарентен и современ даночен систем во функција на постигнување на забрзан, рамномерен и одржлив економски раст. Општина Куманово пред 6 години беше најзадолжена општина во Република Македонија. Имаше вкупен долг од 17 милиони и 600 илјади евра. Денес општина Куманово на собствена сметка има околу 7 милиони евра. Овој принцип на финансиска дисциплина треба да се спроведи на државно ниво, каде има уште поголеми јазови и сива економија. Македонија мора да ја направиме самодржлива држава. Ние од Знам знаеме како. Како пратеник од Движење Знам за наша Македонија, доколку бидам изберен. Исто така ќе предложам целосна ревизија на приватизираните фирми во време на транзиција. Да се констатираат и свесните кочења за оние фирми кои се уште се нерешени со својот статус и немаат решено стечена или ликвидациона постапка. Единствената разлика помеѓу нашава коалиција Храбро за Македонија и сите останати политички субјекти во председателскава кампања, но и во кампањава за председателските избори е зборот храброст. Храброст е одлика на оваа коалиција. Храброст е одлика на лидерите и на Гром, и на Интегра, и на ПСЕР. Храброст се спротивставуваме против сите обиди за назадување на македонскиот интерес во нашава татковина. Храброст се спротивставуваме во оваа кампања на сите обиди на секој екстремизам од дома и од надвор, да го тргне македонскиот народ од државната позиција во Република Македонија. Храброст е одлика која што не двои и од останатите политички конкуренти, и од ВМРО, ДПМНЕ, и од сите останати кои што се на политичката понуда за овие избори. Зошто го велам ова? Затоа што на едната страна имате понуда која што е колеблива. Во еден период говорат едно, во друг период говорат друго. Нивното да, никој пат не останало да, секој пат прешло во не. Нивното не, секој пат преминувало во да. Од тука немаме доверба во нивните ветувања дека ќе го сочуваат македонскиот национален интерес во Македонија во периодот кој што предстои. Ако им дадеме доверба, а тие веднаш влезат во рок од 6 месеци со уставните амандмански измени заради притисокот од ДУИ и од албанскиот екстремизам, тогаш повторно македонскиот народ може да остане излажан. Затоа е оваа коалиција да ви каже храбро на сите, внимавајте на кого го давате гласот.
давајте глас на храбри политичари кои што говорат едно и истото го говорат до крајот на изборите и го практикувале во минатите децении и го практикуваат во периодот пред нас. Оваа коалиција Храбро за Македонија, ако каже дека нема да има уставни измени, се додека до танчина, до секој милиметар не се затвори македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија, нема да мрднеме ни милиметар од таа позиција и во ова да имате целосна доверба. Розевата слика која што се обидува да ја прикаже кумановскиот градоначалник за овие луѓе и за нивните семејства е црно-сива. Асфалтираните улици, неколку фонтани, бесплатниот јавен превоз кој всушност и многу ги чини граѓаните, се минимумот кој овие граѓани го заслужуваат и не се доволни за да тие останат тука. Подобриот живот го бараат во други држави, подобро образование, подобро здравство, еднакви можности за вработување врз основа на квалитет, а не врз основа на партиска припадност. Покрај ова група луѓе, во Куманово, како печалбарски град, има уште една многу важна група на луѓе, а тоа се луѓе кои што многу години работеле во странство, поточно во Ирак и Авганистан. Ова група на луѓе сега се дојдени тука. Тие се спремни да инвестираат многу пари за да го развијат градот. Меѓутоа, наидуваат на многу пречки, на административни бариери наидуваат, на неповолна бизнис клима. Куманово и Македонија заслужуваат на власт да дојдат честни луѓе, вредни луѓе, луѓе без дамки во кариерите, луѓе кои се храбри и кои имаат искрени намери. Тоа сме ние, коалицијата Храбро.